Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ја изготви програмата за продажба на градежни парцели за 2017 година, што ако се реализира според досегашната динамика, би требало да донесе приходи од околу 260.000 евра. Најголем дел од парцелите се за изградба на објекти за индивидуално домување и за викенд куќи на Осогово. Нова амбициозна програма за располагање со државното градежно земјиште подготви општина Кочани за 2017 година. Иако беше јасно дека нема докрај да се исполни реализацијата на програмата за оваа година, локалната самоуправа за до година очекува позитивен ефект и во планот за продажба вметна над 500 парцели. Со тоа, општината и понатаму е прва во источниот регион според понудата на плацеви за изградба на објекти со различна намена. Уште поамбициозни изгледаат очекувањата за финансискиот резултат што би се остварил доколку програмата целосно се реализира, односно ако се продаде сето градежно земјиште. По оваа ставка би требало да бидат наплатени околу 60 милиони денари, што е за околу 8 милиони помалку во однос на планирањата за оваа година. Најголем број, односно околу 350 од планираните парцели кои се ставени во програмата за продажба, се наменети за објекти за индивидуално домување. Тие се лоцирани на повеќе улици во Кочани, а 18 се во Оризари и 4 во Тракање. Зголемување на бројот на парцелите што ќе им се понудат на заинтересираните купувачи во однос на оваа година има и кај оние што се наменети за изградба на викенд куќи на Осогово. На располагање се планира да се стават вкупно 126 плацеви, што е за десетина повеќе од лани. За лесна индустрија во програмата се предвидени 86 парцели, од кои 46 во зоната лесна индустрија, а останатите на просторот што го користеше поранешната фабрика за хартија. Остатокот од парцелите ќе бидат наменети за објекти за комерцијална дејност, за сместувачки капацитети на Пониква, како и за изградба на старски дом во Кочани. Искуството од изминатите години покажува дека планираната програма за продажба на градежното земјиште не може во целост да се исполни. Една од причините за тоа досега беше предизборниот период, во кој не може да се огласуваат парцели. Со оглед што и до година наред се локалните избори, може да се очекува слична состојба, поради што општинската администрација вообичаено калкулира со реализација на програмата од околу 40%. Тоа значи дека се очекува да се остварат приходи од околу 25 милиони денари, од кои 20% или 5 милиони треба да ја припаднат на државата, а околу 4 милиони денари ќе се потрошат за реализација на програмата за располагање со државното градежно земјиште. Остатокот од планираните средства во висина од околу 16 милиони денари треба да биде чиста добивка и да влезе на приходната страна од општинскиот буџет. Основното училиште Раде Кратовче учествуваше на дводневната обука, која е дел од проектот подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво. Целта на работилницата е зајакнување на капацитетите за промоција на меѓукултурното разбирање, соработка и толеранција, заштита на правата на заедниците и заштита против дискриминација. Дводневна обука за формални и неформални начини на соработка меѓу локални здруженија и локални власти се одржа во Кочани. Истата е дел од проектот подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво, финансиран од делегацијата на Европската унија. Обуката е подржана од Националниот ромски центар од Куманово, невладината организација Авена и општина Кочани. Предавачи беа Зоран Стојковски и Билена Пешева од Скопје. Во неа учествуваше и основното училиште Раде Кратовче, како училиште со најголем број ученици од друга етничка заедница. Обуката беше корисна, бидејќи сите учесници споделија искуства кои се произлезени од контактите и соработката со помалите етнички заедници на локално ниво. Се поставија неколку цели активности кои во иднина со заедничко залагање и труд ќе се реализираат. Се дадоа насоки како во иднина да се практикуваат формалните и неформалните начини на соработка помеѓу локалните здруженија и локалните власти во сите институции присутни на обуката, а како најзасегнати сме секако ние како училиште во кое 150 ученици се од ромска националност. Сите учесници на обуката се стекнаа со сертификати. Освен основното училиште Раде Кратовче, во обуката учествуваа и представници од Центарот за социјални работи, представници од општина Кочани, студенти корисници на стипендија од општина Кочани, како и представници од невладините Благородна мисија, Авена и Светла иднина од Кочани. Ова е прва етапа од проектот, а понатаму ќе следуваат уште 2 вакви работилници.
Комуналното јавно предпријатие Водовод започна постапка за набавка на комунална опрема за собирање на отпадот од јавните површини. За нови метални корпи, големи контейнери и опрема за поправка на оштетените мали контейнери од буџетот на предпријатието ќе се потрошат околу 5000 евра. Набавка на нови метални корпи, големи контейнери и опрема за поправка на оштетените мали контейнери ќе реализира комуналното предпријатие Водовод во наредниот период. Тоа е дел од редовната програма за одржување на хигиената и изнесување на сметот од неколку локации во градот. Планираната сума што треба да се потроши за оваа намена изнесува над 300.000 денари, при што според техничката спецификација парите ќе бидат наменети за купување 30 метални корпи и исто толку држачи и цилиндри за нив. Потоа 3 метални неподвижни контейнери со капацитет од 5 метри кубни наменети за транспорт на отпадот со специјализирано возило, како и 150 метални тркалца со носивост од 150 кг за оштетените мали контейнери од 1 метар кубен. При тоа, добавувачот се бара да обезбеди компатибилност на контейнерите со стандардниот механизам за празнење што е вграден на комуналните возила. Вообичајната појава на палење контейнери е честа слика што може да се види во текот на зимските месеци, поради што освен загадувањето и опасност од пожари, тоа е една од причините за нивно оштетување и намален период на користење. Тендерската постапка, односно јавниот повик за избор на понудувач на комуналната опрема заврши деновиве, а рокот за испорака е 5 дена од денот на склучување на договорот и по добиената писмена нарачка од Кочанското комунално предпријатие. Ваквите набавки во Водовод се редовни и вообичаено се прават еднаш годишно, при што минатата година за истата намена беа предвидени половина од средствата, со оглед што освен корпите и опремата за поправка, сега ќе се набавуваат и новите големи контейнери. Продолжува трендот на опаѓање на наталитетот во државата, а со тоа и во источниот регион, каде е забележано намалување од 1,2%. Причината за тоа се бара во помалиот број раѓања и заминувањето на младите брачни парови во странство. Негативниот тренд во наталитетот продолжува во општината Кочани. Според податоците од Државниот завод за статистика, сериозноста на состојбата и добиените податоци говорат дека бројот на населението забрзано се намалува. Иако во текот на третото тримесечје од оваа година во матичните книги на родените биле регистрирани 100 новороденчиња, што е за едно повеќе во споредба со истиот период лани, сепак природниот прираст опаѓа. Во истиот период починале 92 лица, што во споредба со јули, август и септември минатата година е за 22 лица повеќе. Со тоа, иако природниот прираст кај населението за ова тримесечје е позитивен, сепак покажува драстично опаѓање во номинални бројки. Уште понеповолна е состојбата во општината Виница, каде има негативен природен прираст. Во предпоследното тримесечје од оваа година во матичната евиденција се воведени 46 новороденчиња, а во истиот период починале 50 лица. Во споредба со минатата година, кога имало 5 раѓања повеќе во однос на истиот период, сега состојбата е многу полоша. Во двете помали општини од микрорегионот исто така има негативен прираст, при што во Зрновци починале 3 лица повеќе од бројот на новородени, а во Чешиново Блешево разликата е уште поголема и изнесува 14 новородени помалку во однос на починатите. Во целиот источен регион состојбата со наталитетот е влошена, па и во неголемата општина Штип, каде практично бројот на новородени и починати е скоро изедначен. Влијание врз опаѓањето на природниот прираст имале повеќе фактори, но како најважни се сметаат лошата социјална политика, безизлезната економска состојба во државата и масовното иселување на младите брачни парови, кои најчесто работа бараат во западноевропските земји. Несебично да дадеш значи да ја согледаш потребата, а не причината. Со оваа порака Музеот Теракота од Виница, Дневниот центар, Центарот за социјални работи и порака во текот на викендот го одбележаа Светскиот ден на лицата со попреченост. Кога ќе ти создаде животот 1000 причини за плачење, покажи му дека имаш 1000 причини за насмевка. Под ова мото се одбележа Денот на лицата со попреченост во Виница. Лицата згрижени во Дневниот центар во Виница покажаа дека и тие знаат да се радуваат на животот, исто како и сите други, но неопходна им беше социјализацијата овие десетина години и поддршката од средината во која живеат.
Тие се чувствуваат гордо затоа што пред јавноста ја покажаа својата креативност, со вешто изработени дела од нивните раце, со акцијата за организирање керамичка колонија во соработка со Музеот Теракота. Од оваа година во проектите од национален интерес да биде ставено приоритет од наредна година да им се даде повеќе внимание на овие проекти за лица со посебни потреби. Продолжуваме и понатака со овие проекти, значи не застануваме овде. Мислам дека децата беа задоволни со нашето дружење, со работка и вработените од дневниот центар и дека тоа ќе продолжи понатака. Од порака за следната 2017 година најавија отворање на социјален пункт, но и апелираа за користење на новата бенефиција која ја нуди Министерството за труд и социјална политика. Новитет друг од порака е во едно јавен повик до сите семејства што имаат лице со интелектуална попреченост, а не се членови на порака, доколку сакаат да користат бенефиции, ќе треба да се зачленат во порака. Инаку најновата бенефиција е 6 повратни годишни меѓуопштински карти со јавен превоз, со придружник за тешката и благата попреченост. Картите ќе ги изработи порака, бесплатни се. Изложбата што заеднички ја реализираа Дневниот центар, Центарот за социјални работи и Музеот Теракота, беше продажна, а средствата ќе бидат наменети за купување лента за трчање и подобрување на моториката кај овие лица. Следуваат информациите од спортот. 3 златни медали за џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани на меѓународниот џудо турнир Адем Јашари што се одржа во Приштина, Косово. Во конкуренција од 280 надпреварувачи од 4 земји, кочанските џудисти се вратија со освоени 3 златни медали. Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 на меѓународниот џудо турнир што се одржа во неделата во Приштина учествуваше со тројца своји надпреварувачи и сите тројца освоија златни медали. Во силна конкуренција од 280 надпреварувачи од Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово во повеќе категории, кочанските џудисти ги освоија највисоките медали. Џудо клуб Гладиатор од Кочани настапи со тројца своји надпреварувачи во 3 различни категории. Значи, Александар Алексов во категоријата плюс 100 кг, Никола Стоменов во категоријата до 100 кг и Христијан Стоменов во категоријата до 81 кг. Од тројца наши надпреварувачи кои што настапија на меѓународниот турнир, освоевме 3 златни медали. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани функционира околу 2 месеци и од самиот старт почна со освојување медали. Следниот турнир за кој што се подготвуваат џудистите е учество на екипното првенство за сениори што ќе се одржи на 18 декември во Прилеп. Викендов се одиграа редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино беа домакини и двете претрпеа пораз, при што фудбалерите загубија од Овчеполе, а кошаркарите од лидерот Balfour Life. Малку спортски случувања имаше викендов за екипите од Кочани кои се надпреваруваат во државните лиги, откако за поголемиот дел од нив заврши есенскиот дел во правенствата. Во изминатите 2 дена се одиграа само надпреварите во редовните кола на втората футсал лига, како и во третата кошаркарска лига. По поразот од Астибо на гостувањето во Штип пред една недела, екипата на Унипап и во шестото коло не успеа да победи на домашен терен. Нашиот клуб за мал фудбал беше домакин на средбата со Овчеполе од Свети Николе, екипа која, иако немаше ниту една победа досега и се наоѓаше на предпоследното место, успеа да направи изненадување. Свети Николчани беа посно одливи на теренот во спортската сала на основното училиште Никола Карев и на крајот славеа победа со 3:2. Нивната упорност да останат непоразени се навести уште во првото полувреме, кога со головите на Султанов поведоа со 2:0, а домакините преку Петров постигнаа само 1 гол, па на пауза се отиде со водство на Овчеполе од 2:1. Иако во вториот дел домашниот Петров го изедначи резултатот, без успех останаа обидите на неговите соиграчи да направат пресврат. Со голот што го постигна при крајот на надпреварот,
гостинскиот играч Донев им ги одзеде планираните бодови на домашните. Со оглед на постигнатите резултати и на другите надпревари во втората футсал лига, нема големи поместувања на табелата, односно Унипап со досегашните 8 бода и понатаму е на 6-та позиција. Во следното коло нашиот тим ќе гостува во Кратово против истоимената екипа, која во моментот е второ пласирана. Викендов се одигра и петото коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Баскет Дино помина тонделниот висок пораз од МЗТ во Скопје на домашен терен имаше уште еден тежок противник. Нашите кошаркари се сретнаа со екипата на Ball for Life од Куманово и претрпеа пораз од 80-73. Со оглед што кумановчани се лидери на табелата, можеше и да се очекува таква завршница на надпреварот во кој момчињата на тренерот Сашо Лазаров беа достоен противник. Со 5 бода од досегашните 5 кола и најлоша кош разлика, екипата останува во долниот дел на табелата заедно со Марфил Спорт, Борец, Евробрик и Кичево. Во следното 6-то коло Баскет Дино ќе гостува во Свети Николе против Овчеполе, кој во моментот се наоѓа на второто место. Временската прогноза беше последната информација во ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.